Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Мајката на детето кое загина во пожарот во Гостивар на сослушување во суд. По завршувањето добила епилептичен напад. Тетовската градоначалничка вели дека оштетувањето на линијата Лешница овој пат е од помали размери. Од планинарскиот клуб Јелак од Тетово порачуваат на сите заинтересирани за планинарство да станат членови на планинарски клубови. Судија на претходна постапка на предлог најавен обвинител вчера вечер одреди 30-дневен притвор за жената, чие дете загина во пожарот во Гостивар. Во судот, откако завршило сослушувањето на осомничената, се случувала вистинска драма. Жената добила епилептичен напад, а судијата интервенирал и го спасил животот. Судија на претходна постапка од Основниот суд во Гостивар вчера вечер определи 30-дневен притвор за 35-годишната С.Т. Одресен, мајка на детето кое почина во пожарот во Гостивар. Основното јавно обвинителство ја сомничи мајката за сторено кривично дело повреда на семејни обврски, предвидено и казниво согласно кривичниот законик. Откако завршило сослушувањето на осомничената, во судот се случувала вистинска драма, за која дознаваме од наши проверени извори. Жената добила епилептичен напад, паднала на пот, го голтнала јазикот и почнала да се гуши. Судијата на претходна постапка реагирал веднаш присебно, пружил соодветна помош и успеал да ги ослободи дишните патишта, спасувајќи ја од сигурна смрт. На местото пристигнала екипа од итната помош, дале соодветна терапија и ја транспортирале жената до Гостиварската болница. Откако целосно и се стабилизирала состојбата, била вратена во судот, го примила решението за притвор и била спроведена во затворот во Скопје. Пожарот во кој настрада 7-годишното дете ја потресе јавноста. Обвинителството излезе со основи на сомнение дека мајката го врзувала детето со ланец за кревет, поради што тоа не можело да излезе од станот при пожарот. Жената има уште 3 малолетни деца, за кои Центарот за социјална работа во Гостивар организираше безбедно згрижување. Значи првично што направивме го згриживме семејството, значи целото семејство е згрижено, сместени се, обезбедени им се услови нели за живот. Целиот стручен тим работеше со семејството, нели со децата. Дадена им е на психосоцијална поддршка, значи земени се изјави, се работеше нели со децата, пошто се малолетни. Постојано Центаров е во комуникација нели во соработка со сите институции, нели со МВР, со општина. Во тек е целата таа постапка, значи ја водиме процедурата понатаму со згрижување, нели да се најде поадекватно згрижување за децата. Трагедијата се случи во вторникот наутро во стан на 3-ти кат во зграда на улицата Кеј Вардар, каде мајката живеела под кирија со децата и со својата сестра. Жителите на Тетово се уште се мачат со недостиг на вода за пиење и рестрикции во водоснабдувањето. На 16 март повторно настана дефект во линијата Лешница на истото место како и пред нецел месец. Тетовската градоначалничка вели оштетувањето овој пат е од помали размери. Тетово трет ден се соочува со недостиг на вода за пиење и рестрикции по дефектот кој се случи поради лизгање на земјиштето во линијата во Лешница. Оштетувањето на главната водоводна цевка од Фи-500 се случи на истото место како и пред нецел месец, кога беа потребни десеттина дена за санирање на дефектот. Надлежните овој пат причината ја гледаат во земјотресите кои се случија изминатиот период во ова подрачје. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи вели дека оштетувањето овој пат е од помали размери. Информирани сме од страна на авторитетите кои се компетентни за водата, а тоа е јавното комунално предпријатие,
дека откако имаме повеќе низа на земјотреси недалеку, значи од целиот наш регион, значи еден дел или еден предел, значи на планината, значи имаме повеќе свлечишта. И едната фактички токму продира, значи до делот каде што е делот цевководот. Од информациите што ги имаме, овој пат, значи проблемите кои се направени се од помали размери. Очекуваме доколку има климатски состојби, знаете дека се работи за тежок терен, значи да се завршат работите, додека нормално дека кога било работено имало надзорен борд кој го вршел надзорот и кој е нормално и одговорен и од кој, значи, ние имаме побарано повеќе прашања на кои очекуваме, значи, одговори. Исто така, како што знаете, се до пред еден месец ние не сме имале некој сличен проблем и одговорите, значи, кои ги добиваме од страна на тие кои работат на теренот е дека се работи фактички поради нестабилност на земјата месеци половина на назад. Водата во градските резервоари е драстично намалена и со активирањето на бунарите, Тетово се снабдува само со 200 литри вода во секунда. Со цел еднакво обслужување со вода за пиење во сите критични делови на градот, јавното комунално предпријатие воведе рестрикции 3 пати во едно деноноќие, кои ќе траат до санирање на дефектот во главната водоводна линија во Лешница. Планината е бегство од секојдневието, ги зближува луѓето и е одлично место за одржување на физичкото и менталното здравје. Од планинарскиот клуб Јелак од Тетово порачуваат на сите заинтересирани за планинарството да станат членови на планинарски клубови. Одлично време, лесна патека и дружење. Од планинарскиот клуб Јелак Тетово, минатиот викенд ја отворија сезоната со планинарење до Белоишките водопади. Се трудиме да ја доближиме планината до секоја индивидуа, вели Борис Стојановски Цули од ПК Јелак. Тие на планинарењето искористиле прилика и за едукација на планинарите. Според програмата што ја има планинарскиот клуб Јелак од Тетово, за тековната година ни беше предвидено минатиот викенд, тоа е 14-ти, да ја организираме планинарската тура до Белоишки водопади. Тоа е една лесна тура, кај што имавме учесници и почетници, така да времето ни беше наклонето, убаво си поминавме, имавме околу 30 на планинари, меѓутоа заради состојбата, познатата состојба со ковидот, се трудевме да ја имаме онаа физичка дистанца помеѓу планинарите и ја совладавме онаа висина која требаше до Белоишките водопади, кои се на 1200 метри надморска височина. Убаво си поминавме, луѓето сите кои бевме горе беа задоволни од и временските услови, меѓутоа и од маршрутата која водевме. Се трудиме, значи, како што реков, да имаме предпазливост од ковидот. И истовремено ја искористивме и ова планинарска тура. Некако ние традиционално сезоната ја започнуваме како планинари според програмата, за тековната година. И ја искористивме ова планинарска тура да направиме една едукација на планинарите во врска со благодетите кои го пружаат планинарството и другарување со планината. Во планинарскиот клуб има и водичи кои се лиценцирани од Планинарската федерација на Македонија. Држиме едукативни предавања во смисла на храната што треба да се носи во планина, обликата како треба да биде секој планинар облечен,
кои се оние безбедносни ситуации во дадена ситуација, значи во планина, ако човек се најде во непријатна ситуација, бидејќи знаеме планината може 4 годишни времења да се смени, меѓутоа не е опасноста секогаш снегот, дождот, ветерот и грмотевиците, туку опасноста е колку е едуциран оној што оди во планина. Од планинарскиот клуб апелираат до сите заинтересирани за планинарството како активност да станат членови на некои од планинарските клубови, со цел да се едуцираат за благодетите, но и опасностите кои ги има на планина, но пред се, за да се дружат и да го чуваат своето здравје преку планинарските активности. Карантинот како мерка ќе најде на голем отпор кај граѓаните, а и ќе влијае на економијата. Ова го истакна микробиологот професор доктор Никола Пановски. Тој зборува и за процесот на имунизација. Не гледам што ќе се случи ако од 5 сат луѓето ако сакаат да излезат од сапајле до 17 часот. Оној карантин со затварање 3-дневно ќе биде голем отпор кај населението, особено пред целата држава. Ќе влијае на економијата и за разлика од што поправка за карантинот има големи теми кои се во процес на масовна вакцинација. Така да кај нив се знае зошто се прави карантин. Се прави да кога ќе се олабават мерките, да речеме во Германија по 2 месеци, ќе имаме доста имунизирани луѓе. Значи, може би, по низните 2 месеци ќе вакцинираат 30 милиона. И со тие 10 милиона што ги имаат претходно природно или вештачки имунизирани, кои ќе олабават мерките, ќе има имунизирано население, вирусот нема да се шири. Кај што ќе се случи? Ќе се намали бројот, меѓутоа бидејќи далеку сме од масовно вакцинирање, само ќе го одложиме проблемот. 2 прекршувања на полицискиот час се регистрирани ноќеска на подрачјето на СВР Тетово, а 57 лица во изминатото деноноќие се казнети за неносење заштитни маски. Во продолжение информациите од билтенот на СВР Тетово. Ноќеска регистрирани се по еден случај во Тетово и во Гостивар на непочитување, односно кршење на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните, односно на полицискиот час. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски, пак на вкупно 57 лица, од кои 34 во Тетово и 23 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Вчера вечер околу 20 часот и 50 минути полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар привеле 52 годишник од Гостиварски Балиндол, кој во угостителски објект во Гостивар го нарушил јавниот ред и мир, а потоа агресивно се однесувал и кон полициските службеници. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и ќе му биде изготвен поднесок по член 6 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. 25 годишна жителка на Гостиварски Балиндол пак вчера пријавила дека во нивниот дом со остар предмет ја нападнал нејзин роднина. 26 годишникот е лишен од слобода и се расчистува и документира случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера во СВР Тетово пријавено е дека движејќи се со патничко моторно возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски ознаки по автопатот Тетово-Скопје на 52 годишникот тетовски копачин дол кој го управувал возилото, наеднаш му се слошило и излетал од коловоз. По излетувањето тој и 62 годишен сопатник од истото село се пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош, а лекарите констатирале смрт на возачот, додека сопатникот завршил со лесни повреди. Јавен обвинител и екипа на СВР Тетово извршиле комплетен увид, а телото на починатиот предадено му е на семејството. Во атарот на тетовското село Желино вчера пронајдено е товарно моторно возило Ford Escort со тетовски регистерски ознаки, кое во СВР Тетово било пријавено за одземено на 16 март годинава, а кое нешто подоцна му било предадено на сопственикот, жител на Доброште.
Ноќеска 10 минути по полноќ во СВР Тетово е пријавено дека на крстосницата на улиците Благоја Тоска и Киро Ристевски Дрнц во Тетово запалени се дрва. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица огнот набрзо бил целосно изгаснат. 44 годишна тетовка вчера во СВР Тетово пријавила дека на улица Благоја Тоска била касната од куче скитник. Кошаркарите на Гостивар загубија од МЗТ Скопје со 93-76 во дерби дуелот од 18-тото првенствено коло на првата кошаркарска лига на Македонија. Екипата на Гостивар го загуби дерби дуелот со МЗТ Скопје со 93-76 во рамки на некомплетното 18-то коло од првата кошаркарска лига на Македонија. Надпреварот во Скопје започна со комплетна доминација на домашната екипа, која после првиот период имаше водство од 29-18, а предноста се зголеми на полувремето на високи плюс 17, односно 49-32. Предноста на МЗТ Скопје продолжи да расте и во третата четвртина, кога достигна и највисоки 23 поени предност за домашната екипа. Кошаркарите на Гостивар единствено го добија последниот период, кога успеа само да го ублажат поразот за конечни 93-76. Најпрецизен на паркетот беше кошаркарот на МЗТ Скопје Хасани Гравец со 22 поени. Во редовите на Гостивар најмногу поени постигна Ивица Димчевски 19. На останатите надпревари од 18-тото коло беа постигнати следниви резултати: Кожуф Академија ФМП 77-84, Работнички ТФТ 73-77, Вардар МЗТ Скопје 2 85-79 и Пелистер Евроникел 116-122. Одложен беше надпреварот помеѓу Црндрим и Куманово. На табелата во водство екипата на Пелистер со 31 бод. Следуваат ТФТ, Евроникел и Академија ФМП со по 26 поени. Екипата на Гостивар е на петтата позиција со 25 бодови. Следното коло ќе се одигра предстојниот викенд, а екипата на Гостивар на домашен терен ќе игра со Кожуф од Гевгелија. Почитувани, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Останете со нашата програма и следете не и на социјалните мрежи. Пријатно!